Еден од начините како ги ставиме реално во функција тоа што ќе вложиме прво во инфраструктура, затоа што знаете како ние може на компаниите да им кажуваме немојте да дојдете во Скопје, отидете во Берово, во Делчево, не е важно. Виница, во Кичево, не е битно. Меѓутоа ако ќе ги однесеме тамо, ние им покажуваме полја. Тоа значи дека допрва треба да се вложи во инфраструктура, допрва треба да се вложи во објекти, тоа значи дека инвеститорот најрано може за 2 години да почне со работа. И са на некој кој што има веќе дефинирано одредени договори со добавувачи или со пазар, тоа му е преголемо време. Нашиот пристав е поинаков. Значи сега нема да ги чекаме инвеститорите, односно нема да чекаме готов познат купувач, вложуваме во инфраструктурата. Што таа инфраструктура на крајот на денот може да користат и домашни компании. Затоа што зоните не се ексклузивно, ниту се понатаму повеќе ексклузивно наменети за странски компании. Ние велиме не привлекуваме странски инвестиции, поттикнуваме инвестиции. Поттикнуваме значи сите се добредојдени, имаме знак на еднаквост меѓу домашните и странски. Така што и во овие помалку развиените, односно не кажам неразвиените зони, вложуваме и ќе вложуваме понатаму во инфраструктура и со одредени интервенции кои што веќе во моментов ги подготвуваме во законските решенија, во делот на индустријските зони, ќе помогнеме, односно дополнително ќе ги поттикнеме домашните компании, сега зборувам, кои што реално имаат инвестициски потенцијал да ги искористат.